Благодарам. Колешке Марија, убаво звучите, ама од вашите убави зборови граѓаните немаат апсолутно никаква полза. Оние кои го креирале овој буџет, како и вие, кои упорно се трудите да го разубавите со разноразни бројки, немате расчистено со себе во кој свет живеете. Сиве денови говорите за милиони, за милиарди, ама колешке милионите и милиардите се само во вашите говори и во партиските пресови. А кога ќе дојде моментот за да се вложат тие ваши милиони и милиарди во нешто видливо и корисно за граѓаните, ги нема. Испариле, се украле и за народот не останало ништо. Ова е буџет за доизбори и буџет за купување мир и глас повеќе. Ништо поиќе од тоа. Ама, колешке, прочитани сте од народот. Не ви врват веќе лагите. Ни програмски цели исполнивте, ни буџет ке реализирате. Студенти спомнувате, на 8 место во светот сме по одлив на мозоци. Плати спомнувате, на балканско дно сме по износот на висината на просечната плата. 430 милиони евра имаме помалку за рамномерен регионален развој. Ке ни заминат и тие неколкумина што останаа во државава. Македонската економија не се развива и тоа е факт. Доживеавме во 21 век учениците на крајот од прво полугодие да немаат учебници. Доживеавме по болниците да ни умираат луѓе затоа што навреме не можат да ја примат терапијата или затоа што се тргува со лекови. Секојдневно ги слушаме по плаките на пензионерите кои со мизерните пензии не можат крај со крај да врзат. За маката на земјоделците да не спомнувам. И вие овде гордо застанувате и говорите за милиони и милиарди. За кои милиони говорите, колешке? За оние на Бехтел и Енка што им ги дадовте за една табла да не остане? Или пак оние милиони за привремени вработувања, за набавка на мебел, автомобили, скапа храна? Навистина не знам за кои пари зборувате, но сигурно не за оние со кои ќе изградите нови училишта, болници, патишта. Вие не можете да го завршите она што ВМРО го почна, а камоли да направите повеќе. Па и извештајот на Државниот завод за ревизија ви кажа дека од пакет мерките кои се дадени за граѓаните 32,5 милиони евра не се знае каде се потрошени. Ако не се кај граѓаните, каде се парите, колешке? Не знам што да кажам. Македонија е меѓу земјите кои се на дното во Европа по буџетски приходи како процент од БДП заради големата даночна евазија и неоданочената сива економија. Некому тоа му одговара, а тоа дефинитивно